Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вестината. Тема на нашата вечерашна емисија е какви политички разврски можеме да очекуваме во Македонија во наредните 6 месеци пред самитот на НАТО во Кардиф, бидејќи многу од политичките процеси и политичките структури и днината на политичките разврски ја темела токму на тоа што ќе се случи во Кардиф некаде за 6 месеци, односно каква ќе биде политичката разврска во Македонија со сите тие акции на македонската опозиција, правење на македонската влада. Затоа останете со нас, погледнете ги наредните 50 минути и сигурно нема да зажалите. Додека едните сакаат да ги вратат или не сакаат да ги прифатат пратеничките мандати, Драгиша Милитич е веројатно најголемиот доброволец да добие нов пратенички мандат. Вие сигурен сте дека сте председател на Српска напредна странка? Да, имаше покушај од страна на пучисти, меѓутоа тоа суд разреши во моја полза, што беше и нормално и не очекува подруга разрешица. Бидејќи доека разговараме да не ве смена, знаете, печатот ке вас е сигурно. Апсолутно. Држите печат под перница доека спиете, бидејќи тој што Печатот има е печат во странка. Тој што има печатот, тој има партијата. Печатот е во странка и ние одржавме конгрес, така да е све во ред. Стефчо Екимовски е резервна гума на власта, треба 62-иот пратеник да биде од неговата партија. Ако Стефчо Екимовски резервна гума на власта, вие сте резервна гума у партијата на Стефчо Екимовски за пратеник. Не би рекол дека Стефчо Екимовски резервна гума на власта, то се зависи од преговори, дали ќе се водат и како ќе се водат. Стефчо Екимовски е сада и Гром и коалиција. Гром е во изумно добра положба. Слаб Гром малце испадна само со еден пратеник, знаете. Сега има мртва трка кој е порезервна гума, дали е Мендух Тачи или е Стефчо Екимовски. Двајцата се нудат некако да бидат дел од власта. Не. Господин Екимовски не се нудеше и знаеме дека на овие избори има се доста неважечки листови, така да се со право сомневаме дека ни се поништени многу гласачки листи. Сега велат дека Гром ќе го смени името, ќе биде ВМРО метеоролошка. Не, такви провокации. За да одговара на метеоролошките прилики, нели, во државата. Врло принципиелно. А тие се променливи во овој временски период. Гром врло принципиелно се држи до своји ставови, до своји програми и доколку се прифатат дел од тие програми, тогаш верувам да може нешто да се направи, но за преговори е задужен преседател на Гром како носител на коалиција и длабоко сум убеден дека господин Јакимовски знае да произведе како принципилни вас ви излажеле. Вие пред 10 дена се пожаливте дека ви ветиле дека вие ќе бидете пратеник, меѓутоа Чедо Саздовски не ќе да го враќа мандатот. Не. Печатот, значи печатот ке Чедо е сега. Тоа беше една еуфорична ситуација каде што покуша некој за да подметал кавга, сосема е све во ред. Редовно се гледаме со господин Стефчо Екимовски, се договараме и се ќе да биде во најдобар ред, ќе направиме онако како е најдобро за целата коалиција. Сега вие сте пратеник или не сте пратеник? Ќе се договориме како е најболje за цела коалиција. Не ќе бидете или нема да бидете пратеник? Тоа е ствар на договор. Да не сте вие и на процена. Да не сте вие ко Кирен Умов, знаете, он сирот на 9-то место беше прва изборна единица, не стана пратеник, пошто до 7-мо место влегува СДСМ од првата изборна единица, меѓутоа го врати пратеничкиот мандат. Значи не е пратеник, ама на големи звона го врати пратеничкиот мандат. Да не и со вас слично нешто. Не, слична состојба, во добри сме релации, во добри односи, редовно се договараме како две партии и ќе направиме све што е најдобро за цела коалиција. Значи Чедо Саздовски ако му здосади ќе се повлече од пратеник, па после вие ќе станете. Не е така, не е така. Значи вие се чекате да му здосади. Не е така, едноставно е ствар договора и ствар на процена како се договориме, ер ние останавме и понатака пријатели, меѓутоа ќе проценуваме ситуација. Бидовме колку пријатели, такви ниски удари размените еден со друг, такви навреди размените. Јас зборувам за господин Јакимовски. Тоа беше покушај од надвор за да се направи така. И сега Ја уверувам на зборот на господин Јакимовски, му уверувам на зборот оно што вети дека ќе да освари, меѓутоа треба да се сочека уште малце за да процениме
ситуација. Како има една поговорка во ке македонците, добриот маж никош не го држи зборот. Така да може и со вас да биде тоа. Или да биде едно полувреме да биде пратеник Чедо Саздашки, едно полувреме вие, така да се менувате. Хокејарски измени да правите. Нема врска. Како год биде добро за коалиција и како процениме заедно да ќе да биде добро за коалиција, така ќе да действуваме. Во главно сакаме да се спроведе дел од програмата што имаше коалиција БРО. Бидејќи Драгиша Милетич и неговата партија Српска напредна странка беа главните тупаници на тоа ланско кршење и дробење на македонскиот отпор, односно беа златната резерва преку која одредени градоначалници од редовите на СДСМ и македонската опозиција планира, ако отпорот и бојкотот не биде прекинат, да одат на тој начин на локални избори, еве што зад завесата лани се случувало, кој со кого преговарал, зашто преговарал и кој све, освен Стефчо Јакимовски, сакал преку Драгиша Милетич и неговата партија да истрча на локалните избори. Бидејќи сега модерно да се вадат овие SMS пораки што се праќаат, па прво ги изведе Мендух Тачи пораките на Заев, па некаде пред една недела, пред 10 дена ги изведи Стефчо Јакимовски пораките кои му ги праќал Заев, да не ви праќал пред ланските локални избори вас Заев некои пораки. Па господин Заев, ајде да се изразиме спорски, не само господин Заев, него и господин Циц беше статива и тие да се кандидират испред Српска напредна странка за пратеници за место за градоначелници на локални избори, и затоа сега не е фер да глумат дека тие останаа чврсто на став, не идеме на избори. Значи Зоран Дамјановски Циц, кој е градоначелник сега на Куманово, така, и Зоран Заев кој е градоначелник на Струмица, пред ланските локални избори со вас преговара да бидат во име на Српска напредна странка кандидати за градоначалници, исто ко Стефчо Јакимовски? Отворено зборевме тогаш со градоначелник Циц, со Зоран Дамјановски, тогаш зборевме и негови најблиски луѓе беа успаничени. Така да предлага, за да се кандидат предложи, кога предложи Циц за да ќе да се кандидира испред Српска напредна странка и цела СДС во Куманово ќе го поддржи. Исто му звонеше нон-стоп на Стефчо Јакимовски господин Заев. Нон-стоп му звонеше. Да биде кандидат на Српска напредна странка. Друг избор немаше. Еми добро, толку бугарофили има таму у Струмица, а Заев ќе беше кандидат на Српска напредна странка. Бидејќи Струмица е последен град од Македонија кој се врати од Бугарија во состав тогаш на кралството на Срби, Хрвати и Словенци, подоцна кралството Југославија. Струмица беше последен град кој од Бугарија се врати во Македонија и Заев ќе беше кандидат на Српска напредна странка. Знаете како, ние воопште не сме оптеретени дали се некој чувствува како бугарин, дали се некој чувствува како бошњак или како била националност, за нас е тоа сосема ирелевантно. Ние гледаме ако може да се најдеме со луѓе да направиме нешто добро. Значи вие најмоќен човек ќе бевте или ќе бевте трет најмоќен човек од државата. Никола Груевски ќе имаше најмногу градоначалници, па Али Ахмети и на крај ќе бевте вие. Така ќе испаднеш. И докаде стигна тие преговори? Имавте и за нив листи, пошто за Стефчо ги правевте умашено промет. Имавте ли листе направено за Зоран Дамјановски Цици и за Зоран Заев? Во задниот момент тие се одлучија за да сочекат, затоа што извршија огромен притисак на господин Црвенковски за да се оди на избори. Слушате што се случувало лани минатата година, почитувани гледачи, зад завесата во тие принципиелни или непринципиелни договарања, пазарања и одредени дубори кои се правеле зад таа завеса во пресрет на локалните избори. Ова фрла една сосема нова светлина на сите тие политички процеси и се плашам дека во наредните месеци токму околу ова прашање ќе бидат водени најголемите битки во редовите на македонската опозиција. Кој бил предавникот, кој бил патриотот и кој бил принципиелен во тоа буткање или не буткање на отпорот во рамки на Република Македонија. Бидејќи вие гледавте како лани се рушеше отпорот, дел и со ваша помош, со ваши листи за градоначалници, советнички листи, мислите дека СДСМ ќе има сила да издржи на овој бојкот или непризнавање на резултатите, бидејќи сепак станува збор за човечки судбини. Тешко се контролира 34 пратеника. Први се види дека се направи стратешка грешка, што не се излезе тогаш на локални избори и на кои сами коментари беа
од ВМРО да би могло да се освои СДС, тогаш би можел да освои 10 општини, jer постоеше една загрејаност, постоеше една еуфорија. Па дури до 15 имаше некој процес. Постоеше еуфорија кај луѓе, постоеше расположение, меѓутоа тоа расположение спласна кога почна со тие идеме, не идеме, тогаш нормално луѓе. Еве сега на пример 7 луѓе од тие 34 биле поранешни пратеници. Така. Нит може да земат апанажа, да се пријават, нит може да бидат пратеници, нели според одлуката неа лидерот на опозицијата, и остануваат во лимбо простор на ничија земја. Не може да земат пари. Има од друга страна луѓе кои не знам биле доктори или лекари, биле професори на факултети. Во моментот кога се избрани за пратеници, нив им престанува или има умирувањето работа на што е таму. Значи станува збор за човечки судбини на 10-15 луѓе кои тешко се контролират. Барем еден-двајца може таму да направат одредени инциденти и да прекршат таа стратегија на опозицијата да не се признаваат резултатите. Да, видите што е, пак се избра погрешна стратегија на Заев. На господин Заев, мое лично мислење на него му е лако. Он си е човек бизнисмен, градоначелник, не зависен од плата. И оттам постои многу луѓе таму кои ги познавам, кои исклучиво зависат од таа плата. Добро, вие ако немавте, например, среќа да бидете трет играч со број на градоначалници, например Стефче ќе беше Заев, ќе беше Зоран Дамјановски, сега кога вратат у парламентот може да имате напратеничка група од 7 до 10 луѓе, ако обстои опозицијата на бојкотот на парламентот. Може едно 7 луѓе да се вратат у парламентот и да се приклучат кон вас. Па ја научив одавна дека во политика ништа не е невозможно, а поготово што еве Заев пак прави грешка, значи иде ван институции и тие луѓе ги оставља во лер. Сега тотално бев збунет кога се направи листа, кога видев дека нема тамо едно 4 до 5 луѓе кои се навистина искусни политички, кои навистина проблематика нема проблематика која не разбират и која не може да ја обработат и да помогнат и на остали колеги. Кога СДС остана без тие луѓе, кои на краишта беа и на некој начин жртвувани во она што се случи. Денеска се тие на улица. Гледате, тоа е филозофијата. Значи Никола Груевски стои за Трајко Велјановски. Апсолутно. Значи спремен е дури и коалицијата со Дуи да ја растури. Трајко Велјановски со серија на гафови што се направени, од тепање на пратеници до одредени афери поврзани со него, со неговата фамилија. Значи Трајко Велјановски понатаму е председател на парламентот, а овие кои биле синоним на оние што се тепани или на она, ајде да речеме, борба на СДСМ, сега ќе останат на улица. И тоа се два различни концепти. ВМРО кој покажа дека се грижи за своите луѓе и СДСМ кој покажа дека нема гајле што ќе се случи со неговите луѓе. Тогаш многу е понормално Трајко Велјановски да гризе за Никола Груевски за разлика од другите кои не би гризеле за Заев. Резултатот го видовме на изборите. 280.000 СДСМ, 480.000 ВМРО ДПМН, 200.000 гласа разлика. Од таму е таа разлика, таа не треба голема анализа да се прави. Точно. Не брига за луѓето, едноставно дава тој резултат. Ако човек се чувствува дека е само искористен, ако се човек чувствува дека е одбачен, jer партија, знаете како е, на крај краишта може да гледаме како една голема фамилија. И сега ако не се грижиш за своји луѓе, како тогаш ќе се грижиш и за држава? И добро. ВМРО има една сосема друг концепт. Вие и сами го кажем, апсолутно покажува една фанатичка грижа за своји луѓе. И никој не остана, дали е во собрање, дали ние, никој нема да остане во лери на улица. Дали Стефчо Гром ќе биде златна резерва или златна акција на македонската влада и на Никола Груевски и дали партијата Гром можеби ќе осмени своето име и во иднина за да биде коалиционен партнер на ВМРО ДПМН ќе се вика ВМРО Метеоролошка. Следовно Драгиша, сега за месец дена или за неколку недели ќе има избори за Европскиот парламент. Не се знае која е власт во Брисел. Сите тие луѓе се борат за своето парче леп. Дали е тоа Филе, дали е Баросо, не знам кој све не, дали е тоа Елко Кацин, значи сите тие се борат за своето парче леп. И одеднаш некој смета во опозиција дека тие луѓе ќе го жртвуваат своето парче леп и ќе дојде да се борат за опозицијата во Македонија. Па доаѓаат летни одмори,
pa после некаде средина крај на септември доаѓа самитот на НАТО во Кардиф и никој нема да се бави што тука се случува. Одеднаш една маса на луѓе со нерешени своји судбини, животни прашања, екзистенција и така натаму, ќе треба да зависи од волјата на лидерот на опозицијата. Тешка ситуација чека македонската опозиција. Така е, видите, имате совршена анализа. Ја не знам дали во тој СДС имат своји луѓе кои се аналитичари. Видите колку е тоа едноставно и просто. Политиката е интерес и математика. Така е. Или го имате или го немате. Така е. Или имате математика, или немате од нив. Тогаш не знам што е стратегија и требаше да биде Стево Пендаровски, така беа двајца кандидати, Бранко заседе, господин Црвенков заседе зад Пендаровски како човек со голем интелектуален потенцијал, човек кој едноставно знае и чини ми се разбира стратегија на политика. Не можам да кажем ништа лошо ни за заеб, не го познава толку човек каква има стратегија, али по оно што сега го работи тврдоглаво, мислам дека уште поголем, уште повеќе ќе го заглави СДС и уште повеќе ќе го расслои СДС и таа интелектуална капацитет што го поседува СДС, још више ќе да биде пригушен и луѓе ќе да бидат разочарани, па може да се случи да отидат и во некоја друга партија, каде што има тие партии каде што имат поголем такти, поголемо разбирање за политика. Па сега, да е паметен Никола Груевски, или ја да сум на место Никола Груевски, сега ќе им направам уште едни парламентарни избори и СДСМ нема 220.000 гласови да освои. Со вакво јогунење или со вакво бунење. Сега, плюс тоа и локални избори у Струмица ќе му направам, ако треба. Мислам сега да збориме, бидејќи знаете, една се буните, втор пат се буните, трет пат се буните, враќате мандати, не прифаќате мандати, на крај знаете због тисува на граѓаните. На крај нема ни да излезат, креше зашо да излеземе, кој нема да ги прифатат своите мандати. Во таква ситуација, ќе трча ли громко резервна гума на власта на некои избори за тие 34 пратеници или ќе очекувате дека тие 34 ќе се вратат у парламентот? Видите што е, не можете така констатација да е гром резерна партија. Добре, ако се навредувате ВМРО метеоролошка биве нарекол. Не може така да се зборува, затоа што од сите странски амбасади и сите тие амбасадори кои посетија гром го доживуваат како врло една озбилна партија, како една темелита партија и партија со визија. Значи оно што треба. Али знаете што е, гром колку постои? 6 месеци постои, а политичко тело во Македонија уште е профилисано. Би учествувале ли на избори за 34 пратеници, еве? Ако распише Груевски? Најверојатно да, зошто да не? Зошто да не? На крај крајeva избори се за да се на нив учествува. Кој прв честиташе на ВМРО, вие или Лукашенко за победата на изборите? Не знам ја кој прв честиташе, не е битно, али редно е цивилизацијски е оној кој победи да му се честита. Добро, што очекувате да се случи? Еве, 34 пратеника нема да влезат у парламентот. Може би 1, 2, 3, 5 од нив ќе се препишманат и ќе влезат. Има тамо 2 или 3 мали партии, например НСДП. Нема шанса НСДП преживе ако не е у парламентот. Кај ќе кажа своите ставови. Ајде ЛДП има градоначалник, па може нешто да прави. Но овие други помали партии ако не се у парламентот, тешко ќе може да опстанат на политичката сцена. Значи имаме 34 пратеника. Може би нема да ги вратат мандатите. Може би ќе има избори, а може би ќе се вратат у парламентот. Што вие очекувате? Бидејќи оние барања техничка влада, попис, тоа се навистина барања процесирање на одредени криминали, тоа тешко дека некој ќе го прифати. Тоа исто ко Бранко Црвенковски на времето го бараше, ајден телевизија да не се затвори. Видите што е, многу чудни, многу смешни работи се случуваат. Ја верувам да некои од пратеници не можат едноставно да издржат тој притисак и ќе влезат во парламент. Сега. Вие го имате печатот, ако они влезат, печатот го ударате, тука ваши се готово. Да ви кажем нешто, тоа што го зборите со печат, беше донесено со одлука на најуже руководство и добив дозвола,
и се виде како правилно. Добро, ме сега па го имате И се виде како правилно. Ако некој од пратениците се препишмани, одма Српска напредна странка, Секој е добродојден во Српска напредна странка, кој сака да ни се приклучи, секој дојден ќе во... направите една пратеничка група вие. Верувам и во Гром дека е секој добродојден, кој прифата наш програм и кој размислува дека само може да се бориме преко институции. А сето тоа друго што се замислува, тоа е во ред. Улична демократија и тоа е во ред. Меѓутоа, сакам едно прашање проставам. Дали СДС има критична маса која може да изведе на улица? Господине Милетич, дака како трнавте, ако почна се препишмануваат овие пратениците на опозиција, сега за сега нема, нели? Ние го сниме петок, 3 дена пред да се емитува емисијата, меѓутоа ако почна да се препишмануваат, вие ќе имате исти број на пратеници ко Александар Вучич у Србија, ко Српска напредна странка. Ние не можеме да имаме никогаш тој број. Ние сме, за разлика од Српска напредна странка кој Белград, реално човек треба да гледа, ние сме една од помалите партии, али то не значи дека немаме своje размислување и свој став и да не може никој да ни наметне туѓ став кој ние не го прифаќаме и ние разбираме борба само борба која е кроз институции. Доколку некој мисли дека може да преко улична демократија обори ова власт, тоа треба упорност. Тоа не може да биде 10 дана, 15 дена, месец дана. Човек треба да биде упорен, ако еднаш тргне, значи нема повлекување. Лани се покаже дека Скопје тешко трга. После победата на Заев на Конгрес, кај што Скопје дефинитивно гласаше против реизборот или останувањето на Заев на таа функција, тешко дека Заев може да има контрола врз Скопје, а без Скопје вие да носите со автобуси и да рушите власт, тоа е апсолутно невозможна мисла. Невозможно, апсолутно. Така да на Заев му е најдобро и најпаметно ако е одговорен политичар за да се врати во собрание и од тамо да тргне, ако сака да руши ова власт, од тамо да тргне нарушење на ова власт полека и систематски. Одеднаш не може. Jer ВМРО mnogo je otide daleko pred SDS, baš poradi ta neodlučnosti, poradi tije turbulenciji, delom, i boga mi so dobar del, poradi toj elitizam koji vladeše vo SDS. SDS prvo mora da se izleči od toj elitizam i mora da se spusti dole vo narodot, ali pa bez luđe koji činat udarna pesnica na ta partija, ni bez тоа не се може. Овде се измеша сите брзини и СДС се наоѓа сега во поголем хаос него што беше пред избор. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, по неколку минути се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ.
Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.мк. Македонската опозиција имаше јасен политички став дека не ги признава резултатите на изборите на 27 април, односно на предвремените парламентарни избори. Врз база на таквиот политички став ја базираше и градеше својата политичка концепција и стратегија дека нивните пратеници нема да влезат во македонскиот парламент. Значи прашањето е дали СДСМ верува во себе, дали СДСМ верува во таа своја бетон позиција дека може да издржи до крај. За тоа разговараме со Насер Зибери. Добро, еве правно гледано, дали одредени оставки на пратенички функции заверени на нотар имаат правно влијание? Да, би требало да имаат правно влијание, бидејќи лицето кое пристапува кај нотарот го заверува својот подпис. Нотарот потврдува дека лицето пристапило и дека му го заверува подписот. Сега, во контекст на оставките, односно верификација на мандатите, друго прашање, таму веќе важат други правила. Законот за избор на пратеници, закон за собрание, деловник за работа на собрание и низ тие процеси, процедури треба да се установи што е што. Мене ме чуди зошто опозицијата влезе во едно такво правно надмудрување со власта, знаете. Ако ви имате политичка одлука и политичка волја дека не ги признавате резултатите на изборите, дека вашите 34 пратеници нема да стапнат или нема да се дел од пратеничкиот состав сега во Република Македонија, и ако видите или гледате дека власта не ги прифаќа тие нотарски нивни изјави, без разлика дали се во право или не се во право, тогаш ви имате апсолутно можност на седница на парламент да доставите до парламентот ваше писмено барање да не бидете пратени, кој што да го направи Руфи Османи. Тој и сите 19 на листата на неговата партија во 6-та изборна единица. Да, секако мислам дека без потреба се крева тензија и се отвара некоја безпредметна дебата, бидејќи сите пратеници кои добиле мандат имаа шанса на првата седница, на конститутивната, каде што се верификува мандатите, да присуствуваат и само со една изјава дадена на седница на собрание дека не го прифаќаат мандатот, ќе завршеше целата приказна. И ти имаше политичка тежина, знаете, во присуство на Груевски или во присуство кој се бира Ѓорги Иванов, давате одредена изјава, сите медиуми се тука, не ќе да видам пратено, има политичка тежина. И второ, доколку така не сакаа да присуствуваат на седница на собрание, може со писмо да го известат претседателот на собранието, тоа можат и сега да го направат, и да престане целата оваа рашоманијада која се прави околу тоа, има изјави, се валидни, не се валидни, зошто се верифицира мандатите и така натака. На овој начин влегува правен проблем, а он има де факто чиста политичка ситуација. Не ги признаваме изборните резултати. И ако не ги признавате, тога зашто борбата ја водите правно, кога вие сте се одлучиле да водите политички таа борба? Да, токму така. Тука веќе не е во прашање процедурата и почитувањето на процедурата за верификација на мандатите. Тука во прашање политичката волја. Доколку некој не сака да биде пратеник, има низутврдена постапка со закон и деловник како се остава мандатот. Или се присуствува на седница на собрание и се дава изјава дека не се прифаќа мандатот, или писмено се известува претседателот на собранието и истото бака се остава простор дека немаат контрола на својата пратеничка група или дека не веруваат во тие 34 или следните до 120 кои следат после тие 34 и дека од тие причини на Руфи Османи му било полесно. Има еден пратеник, тој е тој, подпишува изјава, доставува до собранието, другите 19 во таа 6-та изборна единица од неговата листа истото тоа го прават. Овде имате фемкање, тоа остава простор дека луѓето не се докрај сигурни, може би сакаат да се вратат, може би немаат контрола на пратеничката група или некоја трета причина, но остават впечаток дека не се бетон, како што сака да кажа. Тоа значи дека доколку обстојуваат на ставот дека не ги прифаќаат мандатите, тогаш не може да биде спорно прашањето низ која форма тоа ќе се изрази. Многу лесно тоа може да се направи у било кој момент и нема потреба
од тужби, од управен суд, од заверки на изјави на нотар, па ќе се прифатат или не се прифатат. Таа нивна изразена волја има форма низ која треба да се процесуира и со тоа да заврши целата приказна. Но доколку нема одлучност во ставот дека навистина не се прифаќаат мандатите, не само на овие на кои им е верифициран, туку и на тие што после би го добиле, кои се на листата до број 20 за секоја изборна единица, тогаш е друг момент, друго прашање, и тогаш можеби овие се намерите зошто не се поднесуваат изјави до председателот на собранието да го известат дека не го прифаќаат мандатот. Бидејќи вака испаѓа, ние сме бетон одлучни, ние сме бетон решени, ама они не сака да ја почитуваат нашата одлучност. Да, меѓутоа тоа треба да се докаже. Изјава на портпарол на политичка партија, на председател на партија е едно, а изјава на секој кандидат за пратеник во листата за избор на пратеник е нешто друго. Законот е многу јасен. Секој кандидат треба да се изјасни сам, лично. Минатата недела председателот Ѓорги Иванов беше во официјална посета на Брисел, кај што оствари средби и со господинот Филе и со господинот Баросо. Знаете, помалку делува разочарувачки на сите тие силни критики кои ги упатува меѓународната заедница, подоцната иста меѓународна заедница на тој начин му фрла гума за спасување на Ѓорги Иванов. После ова посета на Ѓорги Иванов пред 5 дена во Брисел и неговите средби со Филе и со Баросо, и СДСМ и ДУИ како да доживаат одреден студен туш, бидејќи без малку изминатите 2-3 недели СДСМ велеше меѓународната заедница не му честита на Ѓорги Иванов, се на наша страна, ги респектираат нашите аргументи, ја поддржуваат нашата одлука да го проблематизираме изборниот процес и резултатите на изборите на 27 април, и е прашање само на време кога меѓународната заедница ќе интервенира, ќе се направи техничка влада и ќе има нови избори во Република Македонија. Од друга страна па ДУИ велеше ние не го прифаќаме Ѓорги Иванов бидејќи не е консензуален кандидат. Одеднаш на највисоко ниво во Брисел, вистина, апсолутно во вистинско време реализиран потек од ВМРО ДПМН. Дали на човек му се допаѓа или не му се допаѓа, тоа е сосема друго прашање. Оди Ѓорги Иванов, го примат и Боросо, го прима и Филе, и тоа е студен туш и за СДСМ и за ВМРО ДПМН. Добро, ова игра на зборови околу легитимитетот, легалитетот на изборот на председателот и воопште на изборите ќе продолжи и понатака. Еве и денеска имаше информација во однос на тоа зошто досега не стигнала честитка од Барак Обама, од председателот на Соединетите Американски држави. И ќе продолжи сигурно и понатака. Ќе ги броиме честитките, значи. Но две работи се јасни. Прво, меѓународната заедница, тука пред се мислам на ОПСЕ и ОДИХР и на другите наблюдувачки мисии, има сериозни забелешки за процесот на изборите во целина. Но факт е и тоа дека со посетата на Иванов во Брисел на некој начин се стави точка околу овие дилеми. Значи, они го признаваат како легитимен председател на Република Македонија и како таков воспоставуваат контакти. Има ли тоа одредени рефлексии на политичките процеси во Македонија? Ако сега двете политички партии, ДУИ ја темели својата платформа, не го признаеме Иванов, чао председателе, сада се вели кај да е, меѓународната заедница ќе притисне Никола Груевски, тој ќе мора да попушти, одеднаш гледаме дека таа меѓународна заедница го прави тоа што го прави 8 години. Нови луѓе им прогледува све низ прсти. Меѓународната заедница и не може поинаку да постапи, зашто доколку постапи поинаку, тоа значи дека не ги признава изборите, тоа значи скроз прекинување на односите со постојната, актуелната и идната владеачка гарнитура, а тоа секако дека не може да го дозволат. Посебно што е на некој начин гарнитура на меѓународната заедница, односно на Брисел, кој сега се наоѓа пред изборни разврски, нив за неколку недели ги чекат избори за Европарламентот. Да. Вториот момент, дуи понатака, значи ќе манифестира одредена резерва кон Иванов, но во исто време ќе соработуваат и тоа и те како со Иванов,
под предпоставка дека навистина идната коалициона влада ќе биде ВМРО ДУИ. Примерно, пример, ако биде идната коалициона како што нели изјавија пред 10 дена, па да има нели како писмена заедничка одредена реакција испратена од јавноста дека ќе биде заедничка таа нивна влада. Значи, министер за финансија Зоран Ставровски, кој е кум со Никола Груевски, тешко тука можеме да очекуваме некое поместување. Значи, од тие клучни места веќе е пополнето местото председател на собранието, дуи гласаше за Трајко Валјановски, иако нели го бара претходно и вели дека едно од трите клучни функции во државата ќе треба да припадне на албанец. Останува Министерство за надворешни работи, останува Министерство за одбрана, а тие се всушност министерства кај што, ајде да речеме, ингеренциите се преплетуваат помеѓу председателот и владата. Како ќе ги прифатат една или две од тие функции ако не го признаваат Ѓорги Иванов? Па мислам дека тука ќе омекне ставот на ДУИ, како што реков, они формално и за јавноста ќе држат до некој принцип наводен, но секако дека ќе соработуваат. Индиректно тоа и ќе се признае, бидејќи мандатарот ќе биде назначен од страна на председателот, а мандатарот после ќе го предлага кабинетот. Значи, верижен е системот. Вие не можете да речете ова скала на власта ја признаваме, ова не, ова да, ова не. Значи, легитимитетот на таа влада ќе извира од председателот кој го доверува мандатот на мандаторот, кој го предлага после составот на владата. Господин Збери, повеќе од 85% од албанците имат негативно мислење за Груевски, негативно мислење за неговиот начин на политичко функционирање, негативно мислење за начинот на кој тој ги третира меѓуетничките односи во рамки на Република Македонија. Друга страна, па имаме еден таков конфликт помеѓу албанските политички партии кој е да биде дел од таа влада на Никола Груевски. Ако вие изминатите 1, 2, 3, 5 или 8 години велите дека тоа е фашистичка влада, владот типот на Слободан Милошевиќ, а во меѓувреме се борите да бидете дел од таа влада и не бирате средства да станете дел од таа влада, каде е тука политичката логика? Да, мислам дека за ДПА е јасна ситуацијата. Тие се постојано спремни да соработуваат со ВМРО ДПМН, иако понекогаш знаат да прикажуваат поинаква слика пред јавноста, но тие и безусловно го поддржаа Груевски и сега на последните избори и Иванов. И дури јавно кажа, без оглед дали ќе бидеме во владата или не, ние ќе поддржиме неговата влада и го признаваме Иванов како легитимен наш представник, односно председател. Албанците не се разочарани од Мендух Тачи. Тие се разочарани од тие на кои има дадоа довербата, 153.000 гласови, историски резултат, нели? И од двајцата се разочарани. Во принцип, значи, поразочарани се од Тачи, бидејќи помалку го поддржаа. А сега доаѓа другото разочарување од тој што го поддржаа, од ДУИ. Но ДУИ тука е ставен во еден просторен теснец, бидејќи не може да бира партнер од другата страна. Значи, не зависи од ДУИ, од македонската страна. Веќе 200.000 гласови разлика се преголем пораз. Да. А не се спремни па од друга страна да влегуваат во некоја поголема политичка криза. Да речат, да, вие победивме, ама ние со вас не соработуваме. И тогаш СДСМ надвор од собрание и они да одат надвор од собрание. И тогаш би влегле во една сериозна криза. Дуи мислам дека тука не е спремна да оди до крај. Или ги има прочитано сигналите од меѓународната заедница, кои не им дават зелено светло за тоа. Факт е дека Дуи немаше избор. Тоа е едно. И второ, Дуи робува на својот став, кој е потикнат од 2006 година. Дека победникот кај едната етничка заедница ќе коалицира и ќе формира влада со победникот од другата коалиција. Вака испаѓа дека Сашо Мјалков и Никола Груевски прават што сакат со албанските политички партии, како никој во Македонија изминатите 24 години. Како на сите да ја знаат точката на топење, како за секого да имаат по некоја афера, по некој досие или не знам што, и можат со нив да уценуват или да ги принудуват на одредени политички чекори кои не би сакале да ги прават. Од страна, нели, кога се гледат работите, кога се гледат, нели, оне црно-бело ситуациите, став пред избори, став после избори, испаѓа дека тие двајца Мјалков и Груевски имат апсолутно контрола на албанското политичко милје во Република Македонија. И да има таква контрола, перспективно тоа ќе генерира, значи, криза.
албанското гласачко тело, албанската јавност нема до крај да ја толерира таквата ситуација. До сега имаа доверба дека Дуи е поинаку, дека Дуи може да направи повеќе, дека е подобар репрезент на нивните интереси. Доколку со ова последна коалиција не се покажат резултати, тогаш ќе важи ова констатација, вие што ја дадовте, дека некој ги држи постојано под контрола или во најлоша варијанта ги уценува. Тоа ќе продуцира раѓање на друг политички субјект кај албанците, кој ќе се обиде незадоволството од постојната политика да ја канализира и да се етаблира во политичката сцена. До сега имаше неколку модели. ПДП, како еден сеопфатен албански политички субјект, кој, хајде да бидеме честни и поштени, на еден најдобар политички начин ги артикулираше албанските интереси во Македонија, директно низ институции на системот, беа таму луѓе кои најдобро го познава системот на функционирање. Дуе сега веќе од 2002 година победник на сите избори, наследничка или настаната од поранешно учека, и вела дека третиот модел може ќе биде албанска партија формирана на некои верски доминантни принципи кои би можела да се прошета на некои избори. Вие дали сметате дека еден таков след на работи и процеси може да се очекуваат во албанскиот политички кампус во Република Македонија? Не, политичка партија која би имала некој теолошки фундамент, не верувам дека може да успее во Република Македонија. Дотолку повеќе кај албанците. Напротив, дека може да се појави политички субјект, тоа не е спорно и неминовно тоа ќе доаѓа, но не базирана на ваква идеологија и на вакви принципи. Што може да прави македонската опозиција, предводена од СДСМ и предводена од Зоран Заев? Пред 10 дена на Конгресот Зоран Заев доби доверба, некаде со повеќе од 410 гласови на делегатите, влезе во одреден конфликт со иконата на СДСМ Бранко Црвенковски, или Бранко Црвенковски одбра да се дистанцира од политиката на Зоран Заев. Кога човек рационално ги гледа потезите на Бранко Црвенковски, почитувани гледачи, се добива впечаток дека Црвенковски севесно одбра да се дистанцира од Заев. По секоја цена не сакаше да има свој човек на чело на СДСМ, бидејќи СДСМ го чека еден многу тежок период, 34 пратеника кои ќе влезат или нема да влезат во парламентот, одредена политичка ситуација која во наредните 2 или 3 години нема да има избори во рамки на Република Македонија, што е тешко за една партија која веќе 8 години во опозиција на политичката сцена, и од трета страна постојано изминатите неколку години Бранко Црвенковски беше обвинуван за сите лоши работи во рамки на СДСМ и за сите политички порази изминатите 10 години. Фактот е сосема поразличен, или фактите се сосема поразлични. 2004 година е последната победа на СДСМ. Поминати се 10 години. Тоа е партија која веќе 10 години не знае за победа на политичката сцена. Членството на СДСМ е изморено од одредени политички порази, исцрпено од неучество во власта, и сега некој ќе треба да дојде на чело на СДСМ и да може да го кормилира или да го води тој политички брод кој изминатите 8 години не знае за политичка победа. Од тие причини мене ми се чини дека Црвенковски свесно одбра да жртвува дел од своите луѓе, да се огради од Зоран Заев и да го остави Зоран Заев и Радмила Шекеринска да го водат бродот на СДСМ по едно доста немирно политичко море. Што ќе прави СДСМ? Сега се наоѓа во една поприлично тешка политичка ситуација. Ја крена летвичката на очекувањето со оние анкети на Ѓорги Спасов, со одредена кампања која беше, ајде да речеме, доста агресивна, посебно Facebook кампањата на СДСМ, и таа кампања не ги даде очекуваните резултати. СДСМ освои некаде околу 280.000 гласови, во првиот круг Стево Пендаровски 325, некаде околу 398 во вториот круг на претседателските избори. Тоа не е резултат кој го очекуваше СДСМ. Пред 10 дена Зоран Заев доби нов мандат или доверба да биде лидер на СДСМ. Имаме прв пат конфликт, јавен конфликт, еден од лидерите на СДСМ со поранешниот претседател Бранко Црвенковски. Без малку во таа партија веќе ги нема луѓето на Бранко Црвенковски, значи газда на сцената на СДСМ сега е Зоран Заев и Радмила Шекеринска. И ги очекува една тешка политичка ситуација. Пратеници надвор од парламентот, мал број на градоначалници, 3 години како што сега стојат работите, никакви избори во Република Македонија. Што може да прави СДСМ? Мислам дека СДСМ ќе се судрува со сериозни проблеми. Првин со овие практични и технички прашања околу мандатите.
зашто може на листите да има и кандидати кои ќе се осудат и да го прифатат мандатот, како овие на кои им е верифициран ќе отстапат или по сила на закон ќе им престане мандатот. 120 луѓе се. Да. Тие 120, 10-15 ќе се најдат. Тоа е првиот проблем со кој ќе се сочуваат. Второ, ќе имаат проблем како тие сега ќе действуваат во една ваква ситуација. Изјавите кои ги слушаме дека имаме стратегија, дека градиме некаков став како понатака ќе действуваат, се само прокламации кои содржински ништо не значат. Ние уште не сме слушнали од СДСМ како тие ќе действуваат во овие новосоздадени услови. Првата изјава на Заев беше дека неговата доверба на Конгресот која ја доби од делегатите, 410 ли колку беа точно на број, меѓутоа прилика повеќе од 400, сушно значи доверба за неговата политика и стратегија да ги отвара аферите или да ги открива аферите во ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Не е доволно само да се отвараат аферите. Значи не може они 3-4 години да ги поминуваат само со вртење на такви фрази. Посебно што е ранлив. Да. Тоа прашање. До толку повеќе и што тие афери не добиваат некоја судска завршница од објективни или субјективни причини. Трет проблем со кој ќе се сочуваат е ставот на досега поранешниот лидер на ова партија, Бранко Црвенковски, кој од скоро 9 месеци не дадена изјава, не појавување во јавност, не присуство на ниедна манифестација на оваа политичка партија, веднаш после изборите, во пресрет на Конгресот на кој се изгласа довербата, значи се произнесе во јавноста. Лично сметам дека таа негова изјава која продуцира став кон состојбите во СДСМ ќе остави длабока трага, дотолку повеќе што една структура која беше долго време врзана за неговата политика е дистанцирана од актуелното раководство на СДСМ. Кога на тоа ќе се додаде и нивниот претседателски кандидат Стево Пендаровски, кој се покажа дека ужива поддршка кај нивното членство, тогаш проблемот настанува уште по-сериозен. Знаете, господин Зибери, што е проблемот, ако дозволи тука само една теза. СДСМ неочекувано во првата изборна единица имаше најдобар изборен резултат. По мене неочекувано. Иако некои тенденции, победата на Жерновски во општина Центар, можеби наговестува некој подобар изборен резултат, меѓутоа во Аеродром имаше лани еден декласирачки пораст на локални избори од страна на СДСМ. Во општина Карпаш победи Стево Јакимовски и неговата партија Гром. Меѓутоа сега во првата изборна единица Стево Пендаровски и Рената Треневска-Десковска постигна одлични резултати. Тоа значи дека СДСМ најсилен беше во Скопје, а Зоран Заев ја доби довербата на делегатите од третата и четврта изборна единица, таму кај што ВМРО убедливо победува на парламентарни избори. Значи СДСМ како да се најде во судир помеѓу трендовите на политичката сцена и трендовите во самата партија. Да, апсолутно така испаѓа. Меѓутоа не е случаен според мене резултатот во првата изборна единица, бидејќи на последните локални избори веќе имавме индикатор дека ова гласачко подрачје е повеќе опозицијски настроена. С ЛДП, односно кандидатот на коалицијата победи Жерновски во општина Центар. Во Карпош победи Стевче Јакимовски, меѓутоа опозиција. Да, и опозиција и Стевче Јакимовски грото на гласачкото тело го црпеше токму од СДСМ и ЛДП. Трето во општина Карпош во првиот круг на гласање изборниот резултат беше скроз изедначен помеѓу Наумовски и актуелниот градоначалник на Ѓорче Петров. Така да ова гласачко подрачје имаше опозиционо расположение уште на локалните избори и тоа само се потврди на претседателските и последните локални избори каде што и сега во СДСМ имаме конфликт на Скопје. Да, и сега доаѓаме до таа натрепартиска борба помеѓу структури кои потекнуваат од ова подрачје каде што СДСМ има најголема
поддршка и раководството на СДСМ, која им имаше најлоши резултати, а е раководство на политичката партија. И тој судир, значи, неминовно, со изјавата на нивниот поранешен председател, ќе биде, значи, една од просторите каде што СДСМ ќе се судрува во иднина. Тука некаде е крајот на нашата вечерасна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.мк. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.